Добро дојдовте во 3D дијагностичкиот центар во Скопје. Во овие минути посветени за стоматологијата ќе зборуваме за 3D РТГ дијагностиката во оралната хирургија и имплантологијата. Во оваа тема ќе ни помогне нашиот гостин доктор Диме Цветков, добро дојдовте, и секако нашиот домакин доктор Марио Јурхар. Докторе, ќе започнеме најпрво со вас да направиме една споредба која е разликата помеѓу 2D и 3D анализата. Така, значи да бидеме јасни, секој стоматолошки третман би требал да започне со една панорамска снимка. Значи стартер пак за секој стоматолошки третман е панорамска снимка или пак интраорална снимка за почетна дијагноза. Сега да се разбереме, за да се даде една детална анализа во однос на лицевите структури и дијагностите на забите и пародонтот во една целина, ни треба 3D снимка. Сега, што е разликата? Кога ги снимаме пациентите, во однос на снимката има разлика и тоа со каква конституција е пациентот. Да кажеме, кај некои пациенти треба да се постави повисоко главата, пониско, поналево, понадесно, во однос на структурата на лицевите компоненти. Сега, никогаш не е исто да се направат мерења на 2D анализа и на 3D. Не е исто да го гледаме предметот во 2D и во 3D. Мерењата се максимално точни само на 3D снимка во однос на дијагностичките цели во стоматологијата. Што и самиот збор ни го кажува, а благодарение на 3D центарот ние имаме можност да ја погледнеме таа 3D анализа, па ајде ќе ве замолам на продолжение подетално да објасниме како функционира овој софтвер и како ни помага, како им помага на стоматологите. Тоа е најсовремениот S3DI софтвер кој што ни возможува да ја видиме во однос на тоа каква терапија се работи, ни овозможува да видиме во однос на оралните структури, поготово коската, се овозможува да се види незината висина, дебелина, густина, секако и синусите исто така се гледаат на снимката, некои промени за што би зборувале понатаму во оваа емисија. Така, доктор Цветков, зошто се значајни овие параметри кои што ги спомена докторот? Па сите овие параметри кои што ги добиваме со помош на овие 3D анализи се од исклучителна важност во нашата секојдневна пракса, а посебно во оралната хирургија како една дисциплина која што се занимава со широк спектар на сложени хируршки интервенции. Така да без овие интервенции едноставно без овие анализи ние едноставно не можеме да извршиме, не само што не можеме, туку и не смееме да ги отпочнеме нашите хируршки процедури. Така. Кои се најчестите интервенции кои што се прават во оралната хирургија? Па тоа се интервенции најчесто од типот на екстракција на некои, односно вадење на некои заостанати корени, екстракции сериски, значи кога се вадат поголем број на заби, екстракции на фрактурирани заби, доста чести интервенции кои што ние ги работиме во нашата секојдневна пракса се решавање, односно хируршки третман на најразлични патолошки промени кои што ги среќаваме во вилиците. Потоа екстракции, односно на семиимпактирани и импактирани умници кои што се исклучително тешки и сложени хируршки постапки, цистектомии, тоа е постапка во која што се екстирпираат одредени патолошки промени, односно цисти во горната и долната вилица, кортикотомиите да ги споменам, како и поставата на денталните импланти. Кога веќе ги набројавме сите овие најчести интервенции, може ли да ни објасните како 3D анализата, односно овој софтвер за кој што зборуваме, помага и зошто е значаен при работата? Па, секоја хируршка постапка си има своја тежина. При решавањето на тие најчести интервенции од типот на
апикотомии, да речеме, или цистектомии, од исклучителна важност ни е 3D диагностиката, затоа што всушност ние со 3D диагностиката добиваме она што не го гледаме на 2D. Значи гледаме комплетно ширина на самиот процес, каде се шири, сооднос со одредени важни, суштински битни анатомоморфолошки структури кои што за време на самите интервенции ние никако не смееме да ги повредиме. Ајде да одиме подетално во ова издание со тоа како се применува 3D при вадењето на умниците, а во следните емисии ќе зборуваме можеби подетално за некои од другите патолошки проблеми. Конкретно за умниците. Како што и претходно споменав, вадењето на умниците, а посебно кога се работи за семи-импактирани и импактирани умници и кога се работи во долната вилица, е една исклучително тешка и сложена хируршка интервенција. А тоа доаѓа од самиот момент што и самиот пристап е тежок, местоположбата на долниот умник, и ние буквално во најголем дел од нашите случаеви не ги гледаме каде се поставени зъбите, значи или гледаме само еден мал дел. Со 2D диагностиката имаме некаква представа каде, како се наоѓа зъбот, кој е соодносот на зъбот со нешто што е многу битно во долната вилица, тоа е мандибуларниот канал во кој што има некаква содржина која што ние никако не смееме да ја повредиме. Така да со 3D диагностиката ние едноставно имаме комплетна визуализација. Значи го гледаме буквално зъбот, го гледаме неговиот сооднос со рамосот, го гледаме соодносот со соседниот зъб и уште нешто што е многу битно. А тоа е, ние буквално со помош на 3D софтверот можеме да го исцртаме тој мандибуларен канал и да го видиме вистинскиот сооднос на оној дел од зъбот, односно коренскиот дел на зъбот, дали се наоѓа во близина на тој мандибуларен канал, па некогаш дури може и да се наоѓа во самиот мандибуларен канал. Едноставно можеме да вршиме вистински третман на сложени интервенции кои што може да станат едноставни. Да, пред малку споменавте кортикотомија. Може да објасниме што е тоа? Добро го изговорив? Да. Кортикотомија е всушност една хируршка постапка во која што се одзема дел од вилицата, односно од кортексот. Целта е да се изврши експонирање на некој импактиран зъб, и кога зборуваме за кортикотомија најчесто мислиме на кортикотомии на горни максиларни, односно горновилични канини, кои што и најчесто се среќаваат, и тоа е најчесто кај децата. Што се случува? Значи, за време на растот, на развојот, за време на никнувањето на зъбите, едноставно ги нема третите зъби и тогаш ни доаѓаат родителите во ординациите, вознемирени, што се случува тука, зошто ги нема зъбите и така. Прво што треба се направи, нормално е да се направи некаква екстраорална снимка во смисол на панорамикс и да видиме каде се тие поставени. И најчесто се поставени некаде високо. Ама каде? Па ние треба да направиме уште неколку дополнителни снимки, инвестигации, најчесто тоа се неколку мали ретроавеларни снимки, па дури некоја сме правили и по 2, по 3, едноставно за да ги локализираме каде точно се поставени канините. Целта, значи, на целата постапка е всушност да ние ги експонираме, да станат видливи зъбите, за да може потоа нашите колеги ортодонти да ги донесат зъбите на нивното место, кај што им е местото во зъбниот низ. Што всушност овозможува 3D диагностиката? Со едно снимање гледате се. Точна локализација на зъбот. Дали е тоа на вистина толку реално како што го пишувате? Апсолутно. Значи, со една мала снимка вие имате комплетна 3D визуализација. Знаете точно каде се наоѓа зъбот. Знаете точно каде треба да отпочне хируршкиот третман. А со тоа што се добива? Па вие на столот имате дете кој што е исплашено, имате родител кој што е исплашен. Колку трае самата хируршка интервенција, едноставно и задоволството за сите е поголемо. Се согласувам. Ја забележувам вашата среќа што постои такво нешто и што ви ја олеснува вашата работа, бидејќи на самиот почеток дека споменав дека зборуваме за оралната хирургија, но ќе зборуваме и за имплантологијата. Па во продолжение би ве прашала како 3D диагностиката помага во имплантологијата, односно при поставувањето на имплантите. Сам имплантологијата како дел од стоматологијата во последните години си го зема своето место.
Самата постапка за постава на дентални импланти се одвива во неколку фази. Првата фаза е планирањето на поставувањето на денталните импланти. Втората фаза е фактички оној чинот на поставувањето на импланти, односно хируршкиот дел на импланти, и третата фаза е протетскиот дел, односно оптеретувањето на импланти и изработката на конечната супраструктура, односно оние коронки, видливиот дел што ние фактички го гледаме. Сега, зошто е тоа значајно? Зошто е значајна таа 3D анализа? Тоа е најбитно во оној првиот дел, значи во планирањето на поставувањето на импланти. Кога ние имаме 3D визуализација, кога имаме кога имаме можност да ја видиме коската во сите 3 димензии, ние едноставно можеме да направиме проценка за дали пред се има можност да се постават импланти. Потоа имаме представа за тоа колку да бидат долги тие импланти, колку да бидат широки тие импланти, каде да бидат поставени тие импланти. Нешто што овозможува софтверот, тоа е да се измери и густината на тоа што спомна колегата Марија, да се измери густината на коската, што е од апсолутно многу големо значење за степенот на преживување на тие импланти, односно обстојување на тие импланти во вилицата во периодот кој што следи после оптеретувањето. Така да и како сето тоа ни значи, а и уште нешто да не заборавам да споменам, а тоа е дека всушност со 3D софтверот имаме можност за виртуелна поставеност на тие импланти, односно ние пред поставувањето на импланти вршиме виртуелно поставување на тие импланти и точно знаеме каде да ги позиционираме со нивна, да не речем, идеална должина, со идеална ширина, со идеална меѓусебна поставеност, така да добиваме една максимално добра супраструктура која што ги задоволува барањата на нашите пациенти. Докторе, тоа значи дека и пациентите можат да видат како изгледало тоа откако ќе им биде извршена интервенција. Уште пред извршувањето на интервенцијата, ние фактички им кажуваме на пациентите како тие ќе изгледаат, односно како ќе изгледаат нивните зајми. За самиот крај, за сите оние пациенти кои што во моментот гледаат се соочуваат со некои од овие проблеми кои што ги дискутиравме досега, еден ваш совет за крај, може така да го закружиме разговорот? Па да ги снимаат зъбите, да не седнуваат на стоматолошки стол без претходно направени сите тие потребни снимки. Докторе, благодарам. Доктор Марио, и до вас. Да, почитувани, ова многу пати ги го слушате во текот на минути на стоматологија. Пред да седнете на столчето, на стоматолошкото столче, задолжително снимајте ги вашите зъби. Ви благодарам што погледнавте уште едно издание на минути на стоматологијата. Доколку ви се допаѓаме, гледате не и понатаму. Секоја недела, секоја седмица, односно еднаш неделно, излегува нова епизода на овој YouTube канал. Поздрав!